Точно е 6 часот и 25 минути, 29 април, понеделник. Може би понеделник е најнеомилен ден во неделата за сите вработени, но затоа конкретно овој понеделник е омилен ден за сите ученици, затоа што денес започнува пролетниот распуст за сите ученици и за средношколците и за основците. И тоа за прв пат во историјата на Македонија. Што значи дека сега, освен летен, освен зимски, си имаме и пролетен распуст и недостасува само уште да се воведе и есенски. Но и тоа не е се. Наставата започнува на 7 мај, а веќе на 8 повторно неработен ден. И ако ви звуча малку љубоморно, тоа е затоа што сум љубоморна и се би дала повторно да сум дете, особено ученик. Но она што е добро за нас, возрастните, кога има распуст, е тоа што има многу помалку сообраќај, што е многу помирно и потивко на улиците, а дали ќе биде мирно и тивко и во нашата утринска, ќе видиме, тоа зависи од вас. Првата тема е што мислите дали идната владина коалиција треба да се темели врз принципот победник со победник или пак според блиска изборна програма. Втората тема си е слободна. А уште да напоменам нешто во врска со денешниот ден, еве да речеме од светски настани, 29 април е светски ден на танцот. Една од најчесто потребуваните дефиниции за танцот е слобода. Инаку овој ден се одбележува денес, токму денес, затоа што му е посветен, односно е во чест на роденденот на творецот на модерниот танц, а тоа е, да не погрешам, Жан-Жорж Новер. А токму на денешен ден, во 1980 година, починал, ќе речем дека еден од најголемите, но според многумина најголемиот режисер на сите времиња, а тоа е Хичкок. Тој бил доста комплексна личност, но има дадено многу едноставна дефиниција за среќата. И која што гласи: потребни ми се само 3 нешта за да бидам најсреќен човек на светот. А тоа се јадење, пиење и спиење. Ете, толку едноставно. Денес, на 29 април, започнува и она светска недела посветена на медицинските сестри. Токму затоа во нашата емисија ќе имаме и Гордана Бешлиевска-Линковски. И пред да видиме кои други гости ќе ги имаме, само накусо да видиме какво време ќе имаме денес, односно со каква недела ќе ни започне, со каква прогноза, со какво време ќе ни започне оваа работна недела, а на учениците како ќе им започне распустот. Колку што гледам сонца, што значи убав ден, претежно сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите како и сонценцево, минималните утрински од 3 до 9, а максималните од 17 до 28 степени, што значи започнува летниот распуст, а не пролетниот. Сега ни остана да видиме кои гости ќе ги имаме денес во нашата утринска, веднаш потоа да ги проследиме сите настани кои што го одбележаа вчерашниот ден. Во Добро утро секое утро ќе гледате јога, планинарење, фитнес, екоарт, терапија. Ја најавуваме летната школа за личен и колективен развој. Дотерај се, ноќта е гладна за уживање, кушни ме, јасно е, ние љубов сме. Со убава македонска песна. Во студиото ќе уживаме со Даце Николовски. Неделата на медицински сестри. Што значи да се биде медицинска сестра во Македонија? И по вестите време за вашите јавувања. Ова работна недела ја започнуваме со политичка тема, а прашањето е дали идната владина коалиција треба да се темели врз принципот правилото победник со победник или пак според блиски изборни програми. Телефонските линии се отворени, броевите ви се добро познати и веќе го имаме првиот гледач на линија. И му посакувам добро утро. Добро утро, ако сум на линија. Вие сте на линија, добро ви утро, повелете. Па вака, нека ни е среќна, честита неделата, да го честитаме
поставувањето на новиот крст, кој е голем символ на христијанството, и да се радуваме. Сега во однос на темата. Ја мислам дека овдека не би требало да, моје размислување, не би требало да се иде со победник со победник. Затоа што тој победник може да има и лоша програма, може да има лоши намери. Значи само да ја дограби власта, да биде на чело на државата и значи да ги носи своите замисли, значи фактички ние досега одевме назад, сега може да одиме уште поназад. Меѓутоа, оној кој што ќе формира влада, треба да го избере оној политички субјект кој што има најблиска програма со неговата, каде што ќе биде за доброто на државата, доброто на сопствениот народ и на тој начин фактички ќе ги покаже квалитетот и квантитетот. Ако така и досега нашите политичари размислува, ќе немавме арами, ќе немавме лоши политики, ќе немавме крадење на сопствениот народ, ќе се парите, средствата кои што се собираат од сопствениот народ ќе бидат усмерени за за добри цели, за добри намери и фактички стопанството ќе имаше најголема корист, односно граѓанинот на оваа држава. Досега ние ги видовме сите политичари, да ви кажам најискрено, во сите политичари нема верба. А тие политичари, еве само еден прост пример. Дали треба некој да биде 20-30 години на власт поред? Дали треба тој сам да се свести дека веќе не ги сакаме, дека треба сами да се тргнат од политиката, да го отцапат местото на млади кадри, писмени кадри, кои што имаат идеи, имаат во својата глава замислено како да се гради државата. Ние досега бевме извозници на храна, извозници на што се вика, извезувавме, се што произведувавме остануваше за идот. Но ние сега веќе станавме од аграрна земја, каде што можевме да се прехраниме и да ни остане, сега ние фактички и млекото, и гравот, кои што беа символи на државата, треба да ги увезуваме и да бараме до вечаре. Никако победник со победник. Ако сакаме да одиме напред, само програмите треба да ги врзат политичарите за вистинската работа. Благодарам. Поздрав. И јас ви благодарам на јавувањето. Тоа беше размислувањето на првиот гледач. Да видиме што ќе каже следниот. Добро ви утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Не ми е јасно мене кој е то кантонизација сме ние, што е ова? Победник со победник. Ако мислат на победник, да речеме, еве еден пример ќе дам, министерот за школство, што не даваше учебници за децата, македонци, а за албанците даваше, па толку многу научиле само албански и сега се запослуваат, поима немаат од македонски. Тие се победниците? Со таков победник ќе правиме, излагака сами, го гледам на телевизија, та другата сега партија е пуштат. Уставот да се отвори. И тој, сега по теркот на бугарите, сега тој уставот, то не може да се вметни јазиците, за да мумијат да не знаат македонски, такви јазици барат. Тој ка сами ќе појди во Албанија, ќе го преслика албанскиот устав и ќе ни го донеси овде и ќе рече вака сега. Како е решено таму, за македонците и за албанците во Албанија, така овде. Кој е тој победник? Какви раздвојувања има? Држави во држави сме ние, па победник со победник? Како не се страмат овие нашиве што ќутат, што ги зачепиле устиве? Го стаја мерко да штампа дипломи. Не школовани, сегде ги напика и со тие победници ќе прават влада. Како не се страмат овие од СДС што излего да гласаат пак. Друг пат сум рекол да се обедини цел народ. И тие од СДС има паметни луѓе да мислат за децата, за државата своја. Да се мавнат до вастана да направат. И друг пат сум рекол 80 пратеници. Да не се подкусуруваат. Победник со победник. Како не се страмат да излезат? Во државава тука е завладеа. Кој е тој победник? Вејце? Карпалак? Со тој победник ќе правиме коалиција. Не кажуваат ум со ум. Квалитет.
победник со победник. Тоа е гнасно да го спомниш, тоа е глупаво во државата. Да имаме држави, да сме неколку собрани во државава Македонија, неколку држави, и хај сега да видиме кој е победник, тој со тој ќе формираме влада. И сега тој ќе ти води држава, ќе ти мисли за Македонија. Не мисли тој за Македонија. Тие демнат, едните ќе паднат, другите ќе станат. Затоа што овие нашиве тоа го произведуваат, се додворуваат, подлегнуваат, прифаќаат се и се што, и тука е најголемиот проблем. Сега шанса е да станат сите честни граѓани. Не ги двоја македонци, турци, албанци, сите честните да се обединат да направат држава. И не, и тоа Бадинтер подхитно да се укини. Уште денеска, зошто? Затоа што Бадинтер важи само за нив. Оди таму Западна Македонија и Скопје, све тие напикани се таму, оди разбери се. Јас ви благодарам на вашето јавување. Кога е политичка тема прашање, знаете, јас си молчам. Ваши се 3 минути да видиме како ќе ги искористи следниот гледач. Добро утро, повелете, во програма сте. Добро утро и поздрав до вас и ваша телевизија. Добро ви утро. Здрави и живи. Ова што сето го слушам ме чуди и ме плаши, зашто во нашава земја нема вистински луѓе кои ќе ја водат ова наша земја, кои треба да кажат што треба да се прави и како треба пак. За цела среќа денес се појавија овие што треба нешто да сторат и да направат. Колку тие ќе направат зависи од времето и од полажбата што досега ја имаме. Она што треба да кажеме дека со Дуи треба да се коалцират или со тоа ќе се види на крајот. Дуи беше првиот што тој отстапи од тој договор. И кога тие отстапија, денеска не треба ниту да кажат дека треба така да суди, зашто тие први отстапија од тој договор. Меѓутоа, од она што го слушав Ахмети да застани пред групата на своите народ и да вика учека, тоа најмалку ми се допадна, затоа што Дуи треба да свати дека овој народ треба да живее заедно да ги гледа своите маки, заедно да живее со оние маки што ги имаат македонците и албанците, и тој треба да си денеска нема овде им учека и нема други сите работи, треба овој народ да живее. И сите деца треба да бидат заедно, да живеат облечени во бели облеки, да прилегаат на расутени багреми и расутени бадеми. Сето тоа ќе се деси ако во нашата земја, ако дојдат на власт и да ја постават работата онака како што треба. Не бараме од овие што ќе дојдат на власт да направат све, затоа што не може од празно вреќе, не може све да се погоди, меѓутоа се постават работите како што требат. И понатака известно време ќе живееме во поголема сиромашија, барем затоа ќе бидеме сите задоволни и среќни, затоа ќе си има еден ред. Денеска испокрадаа Македонија и не оставија ништо. И каде е нашата реалност и како ние да зборуваме во иднина? Нас не треба луѓе кои ќе ја водат ова држава да ја подобрат и да дојде на едно ниво како што треба. Едино што ЕУ знае само да каже и СДС, тие партии ЕУ, не треба само ЕУ, него треба народот овде да се среди, да живее малце поголото. Во моево село гледам, близо е до градот Охрид, е празно, без луѓе, а камони сето друго. Сите ни бегат, а ние немаме луѓе за работа. А за да бараш келнер, треба да бараш од странство келнери. Немат, во градов нема луѓе за работа. Да, тоа е проблем за кој што често пати нашата дописничка Росица Голабовска од Охрид известува. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Утро Искра. Добро утро. Фала Богу, повесна неделя две ќе доби. Фала му на Господа. Прво да ги поздравам овие што говорници пред мене. Немам збор, јас што да кажа исто сум со мислите. Аллах да им е. И сега дали ќе ми дозволиш да избориме, зашто не можев да добија?
Прво да му Не е честитам. тоа толку далеко од темава, всушност зборуваме за изборните програми, така. Да си ми жива и здрава. Благодарам. Хвала му да и поздрава сите што гласае за опозицијата. Тие се прави македонци, прави си сакаат државата. Да во вториот круг не толку уште 2 пати 3 да излезет и да не се кајат што ќе го дадет гласот. Македонија напред, Гордана да води државава, најстречни ќе бидиме, да знаеш. А овие што се тупаат гради и што мислят да и купат луѓе во сигурно со пари што велат да добиеме во вториот круг. Му кажа народот, не се тие веќе поволни да водат држава. Многу су среќна на граѓаните и на Гордана и на му честитам. Во вториот круг уште повеќе ќе победат. Господа на истај населаме да видиме и Белден, а овие што пукаат, што го нападае христијан, требаше сместо да го фате, да го врзет и да го носет, ке му е местото. Резилок. А со овие ќе градиме, Македонија ќе чуваат. И ќе се прават, државата е наша. Не, ништо. Тие друго мислят. Само да му дојде моментот. И затоа нашите да се пробудет, ова да не го дозволят. Тие сите една мисла имаат, како песмана. Една мисла имаме. Исто мислят тие. Немај поверење во политичари нивни. Така Искра, фала на Бога што добив и што ми дозволи да си ја кажам маката и видите ми поздравени и среќа да ме пратит и граѓаните да се освестет. Дупло е сега тродупло. Поздрав, доволно е. Поздрави до вас и јас ви благодарам на најавувањето. Да, важно е да ви олесни на душата, си го кажете она што сакате да го слушнат и другите. Добро утро за следниот гледач, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Па ја реков после првиот звук, чекайте луѓе малце еуфорија, спустите проблемите тек сега почнуваат и веќе се поставувате првата тема проблематична. Видете, во Македонија до сега единствен политичар кој одбил да прави влада под притисок, тоа е Петар Гошев. Тој се откажа и од функција и од све, се повлече затоа што сака да му диктираат како да направи влада. Сите други премиери до сега правеле влада под притисок. И Никола Груевски се откажа од ДПА, па во 2009 ги зема Дуи и го воведа правилото победник со победник, кое сега Дуи го прекрши. Јас кажувам дека сум против тоа правило победник со победник, затоа што и кај албанците има многу попаметни луѓе од овие што ги ставаат за министри и кај нас македонците има попаметни луѓе од тие што ги ставаат за министри. Меѓутоа, партиска игра. И сега што ќе ни се случи? Она, знаете што му се смееме на Али Ахмети како досега, така ќе биде и сега. Зошто кажам? Да може ВМРО да го прекрши правилото победник со победник, усвари да не го земе Дуи, да може да ги земе овие од другава партија. Меѓутоа, ајде да ги анализираме кои се во другата коалиција. Иџет Меджити, човекот што во Бутел забрани да се дига крстот. Па сега крстот се направи вчера во кисела вода во Драчево. Иџет Меджити, човекот што заборават дека на Кале сечеше со оксиген метална конструкција на црква музеј. Сега тој треба да дојде во коалиција со ВМРО ДПМН, бидејќи е припадник на ова опозиција албанска. Кој е советник на опозицијата албанска? Другиот од Косово што сите го плукаме дека ни се меша во внатрешните работи, како го вика Курти, Албен Курти. Да го оставиме тоа. Што ќе се случи ако Дуи не влезе во владата? Па ќе ни се случи овој филимбастеринот. Закон нема да помине затоа што ќе летат по 5000 амандмани како досега што некој правеше. Значи, во нашиот парламент се воведува правила на игра кој сега на некого па нема да кој некој го правеше, кој сега нема да му одговара, ќе му се освети. Така да дојдоме на мојата теза што сите ме плукаат и се смеат дека нас не треба сега техничка влада од 10 години за да ги смири страстите во оваа држава,
за да се тргнат овие корумпирани политичари. Али пазите, кога ви тврдам корумпирани политичари, ја ви кажувам за сите. Бидејќи случајот Маđар Телеком и пресудата во Њујорк ја заборавивте сите новинарите. Никој не ја спомнувате кој земал мито за да се блокира во 2006 таму 2005 година влезот на третиот мобилен оператор во државата, за кој Маđар Телеком плати штета во Америка, ама овдека тој случај се заташка. А тука се замешани и СДС, и ВМРО, и ДУИ. Сите зимале од медот. Така да, сега ќе си го гледаме театарот што самите си го направивме. Што значи едно јасно, тоа дека ништо не е јасно и дека нема да биде лесно. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Ке ве замнувам телевизорот потиско, вака ви доцни тонот и се буните и вие и ние не можеме да ве следиме. Одно. Телевизорот намалете го и говорете си. Да. Да не стоја во раста, не представам. Ах, тоа пусто, далечинско, да. Така. Па уште батериите, ако се слаби, ништо не правиме. Јаки се. Добре се, јакички. Да. Повелете. Искра, се сложил со сите гледачи, ама јас најново ќе се сложил со мене. Бидејќи јас како што размислам дека е најдобро. А најдобро е, значи, да биде, да се тај што ќе победи, онда се избира со кој ќе прави коалиција, кој ќе му одговара. Да кажем, Мицкоски и неговата екипа гледам чести деца, паметни и ќе успеат во сите замисли и стратегии што мислат да ги направат за нашата држава Македонија. Значи, тука не треба јас не сумнам ништо во нив и не треба народ и гласачите да сумнат. Него треба да бидат уверени дека тие чести деца млади што ги познаваме, дека ќе ја управат државата. И треба да ние да му даваме поддршка народот, да дадена поддршка на ВМРО ДПМН и на коалицијата негова, што е поддршка, значи они да решават. Да дојде веќе ред, чести македонци да дојдат да владеят, да командат. Кога мисля македонци, значи чести македонци и од другите нации, значи и албанци, и турци, ама чести. Не бараби и багабонти, од Искра, преку глава ме е дојдело од нечестици. Преку глава ме е дојдело. Значи да даде Господ сега на 8 да победе ВМРО ДПМН со коалицијата и со честите други партии да победат и 9 мај да славиме весели да биде, да ставиме победа над фашизмот. Оти тие се до сега беа чисти фашисти, лажни комунисти, лажни патриоти. Се беа тоа, значи, фашисти. И да дојде да победа и на 9 да ставаме како што славихме миналиот пат. Ви благодарам на јавувањето, но за жал истече времето. Одиме со следниот гледач. Добро утро. Здраво. Здраво. Како си, Искра? Добро, благодарам. Вие? Супра, добро е, одлично јас. По сабајлички uz кафе вака, па да слушам и ги слушам овие слушатели ваши, па сега како на пупу не важи. Ке се надоврзам на господинот Љупчо да им докажам уште некои што овие сега ги повикуваат од другата партија да идат у коалиција. Вториот гледач сега го слушам, пак овој Билјалка сами не му чинел, па не му чинел ова. Тие се сега у коалиција, Билјалка сам изет Меджити, Арвен Таравари и тој четвртиот. Сега да им кажам исто дека советник, добро рече Љупчо, и тоа знам добро и уверен сум дека им Ервин Курти од Косово. Оли ќе им биде у владата советник.
И да ги подсетам уште нешто. Дуи вработуваше, може би крадеше, не знам што. Али ниедни лидерите од Дуи, посебно Али Ахмети, не потрза, како што рече Љупчо. Он не спомна уште Билјарка Сами сакаше да го руши крстот на Попова шапка или не знам как. Тоа Али Ахмети никојаш не го правиш. Значи, овие кога ќе им дојдат, и еве нек го слушам исто таравари. Нема коалиција, нема влада, додека овој што ќе доведе на власт не го отвори уставот. И тачка, крај, така да кај да тргне, јас мислам дека пак име Дуи ке победи. Пак име подобро да ги земат нив, него да ги земат овие што сакат сите светини да им ги рушат. Толку пријатно. Ви благодарам и вам на јавувањето од име со следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Помина времето кога имаше договор победник со победник. Помина времето кога диктираја однадвор. Сега, земјите кои што раководат со земјината топка, да не именувам поединечно, сватија дека Дуи за овие 20 години земјата ја запустија, ја испустија. Сето она што го пишмани Ковачевски дотни со километра. Ако сакаш нештото да го поправиш, уште почетокот. Можеше Ковачевски да ја растури владата и да имаме предвремени избори и немаше ваков пустош да дојди во Македонија. Се доцни. Зато изгубе СДС, да не се чуди. Народот не е задоволен. Треба да сватат. Во спортот се влечи за ортак, се влечи кој со кого ќе игра. Во бракот се бира соодветен, висок, нисок, пав, зелен. Дали ќе се погоди или не, ќе видиме. Во политиката едно се зборува, кажав и некни на медиум, друго се прави. Албанската популација е поинаква од македонската. Еве, нека слуша јавноста. Во дворот на моето училиште се тај пат две дечиња, албанчиња, си се карат меѓу себе. Влегува мој ученик средина за да ги откини. Мојот ученик до земја беше истепан, од двете. Не ни семеше во нашата тепачка. Значи, зборувам во алегорија. Сега свативте и вие и нека свати и Љупчо од Радишани. Кој да го земиш од албанскиот блок е ист. Нема голема разлика, нити меѓу Али Ахмети, нити овие сега што идат. Целта се знаешува од албанската популација. Мислам, сум прочитана, така малце се изборувам позаоблено. Примерот, доволење што кажав со дечињата. Од 20 години се наоѓав меѓу турска паралелка, меѓу српска паралелка, меѓу албанска паралелка, меѓу влашка паралелка со мојот дневен престој. А имав дечиња од сите овие што ги набрав нации во мојата училница. Значи, ме сваќате што зборам. Значи, зато македонскиот народ да се разбуди, да се излези и да му овозможат на оваа влада, сега што ќе се формира, да има над 61 пратеник. Да се свестат без оглед на која партија досега припаѓа. Ви благодарам и вам на јавувањето да често пати споделувате со нас искуство од вашите наставнички денови. Добро утро за следниот гледач, поверете програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро до Алфа и гледачите на Алфа. Добро утро и до вас, Ацо. Фала. Јас ќе кажам вака, Искра. Дали иднината, како пише? И дали идната владина коалиција? Дали идната влада треба да коалицира. Треба да? Дали треба да биде по принципот правило не гледам без значај. Дали треба идната владина коалиција да биде по принципот победник со победник или пак едноставно поважни се блиски изборни програми? Фала Искра. Пошто без значај не можам да ги фатам. Види вака, заврши тоа.
победник со победник, тоа беше правило. Они ниедно правило него поддржаа. Нити законите правилни шелце, како што требаше, ги прекршија и од тие причини они ќе си одат во Идризово по тоа правило. Значи Идризово, се додека не влезат во Идризово, ќе нема од нив кој да биде во коалиција со ВМРО. А тие што не сакаат да ги програмите што не има да бидат блиски, нема да влезат со ВМРО. Затоа што ВМРО ќе победи врз основа на програмата. И таа програма не смее да ја прекрши. А тој што сака да ја прекрши, нема да влезе во ВМРО. Значи, сите коалиции што се дури, јас сум рекол дека и Левица се претвори од јагне во волк. Така да тука треба да размисли тие што се во Левица, доколку сакаат да влезат во ВМРО, програмата им е многу блиска. Може нешто се дели, али се за Македонија. Значи за Македонија. Сите што се за Македонија ќе влезат, а тие што не се, ќе си влезат во Идризово. Сите огрешени. Искра, оваа држава ја изедоа, нема место. Значи нема место, простор за манипулации. А дали Мицковски ќе го земе, ќе ја земе Левица? Мислам дека ќе ја земе, пошто тесни се пратениците и тука ќе дојдеме со победник. А сега како ќе бидат барањата на Левица, како ќе биде не знам, али тука се блиски. Значи мора да се поддржат, битно е да се поддржат програмите. Ако се поддржат програмите, сите ќе бидеме задоволни. Ви благодарам убедено. Ви благодарам и јас, Ацо, најавувањето. Да, уште 10 дена има до изборите, така што секој ден од нас има време убаво да размисли. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Добро утро, Искра, поздрав до тебе. Добро утро. Па, мислам дека поминаа времињата кога требаше влади да се составуваат на база на национални чувства, национализам. Значи, вие на тоа дереже ја донесува од државата, што веќе не е во прашање национализмот, сега е корупцијата и економијата. Значи, овие сакаат позади национализмот сега да се сокријат и да не одговараат за тоа што направија во овие 7 години, па и порано можеби. Затоа треба народот да излезе, да даде поддршка на партијата што ветува дека ќе се фати во костет со корупцијата. Значи, прво и основно е корупцијата. Исто и за албанскиот, и за македонскиот, за сите националности овде. Клучна е сега борбата против корупцијата. Да почне да се одговара за тоа што се прави и државата да застане на здрави нозе и полека да тргнеме кој таа Европа што сакаат Европа, тука треба да се направи, а не е само полна уста Европа. И замисли, нек ми еден гледач ли беше на едно интервју, кажува, бабичка 101 година отишла да гласа. Сега, овие што не излегуваат, нека се замислат, една бабичка да отиде да биде посвесна од 50, 60, 70 годишни луѓе. Овде веќе не станува збор ни за набивање за своја партија, станува збор за државата. На сите избори, во сите држави има еден победник. Значи не може два победници да има и во спортот, еден е победник. Ова не нормални вакви работи само во Македонија. Затоа ни се случија после тие балансери и тите глупости, као да сме ние Швајцарија поделена држава и се ќе гледаме победник што ќе се надпреваруваме овде. Ако е една државата, еден е победникот и завршува приказната со национализмот. Ова сега сакаат СДС бидо дека не можат да добијат на избори, преку ДУИ да го стават и ДУИ во власт и да може да ги спасуваат и нив. Од она што се очекува одговорност за она што се направи на државата.
И не само криминал, имаме тука и политичка одговорност. Државата е уништена, значи обезличена. Значи сите плюс институции не функционираат. Значи треба да се вратат институциите, те и за албанците и за македонците не работат. Ако немаш здравство, ако немаш правен систем, за секого начин е иста таа институција. Затоа мора народот масовно да излезе. Значи да даде поддршка, со масовна поддршка ни Западот не ќе може да се меша, кога ќе види дека е народот одлучен да се сочува државата. Да, јас ова истото го помислив, само не смеев да го искоментирам, затоа сега вас ќе ве цитирам дека само еден може да е победник, затоа што ова ми наликува како на Лига на шампиони, ако испаднат од таму, изгубат, па после нели одат во Лига на Европа. Така некако му доаѓа. Одиме со следниот гледач и мислам дека за оваа тема ќе е и последен гледач. Добро утро, поверете во програма сте. Добро утро, Македонија, Бог на помош и за многу години. Добро утро, Тале. Вчера ни беше голем господов празник Цветници, честити ми на кои се викат нали Цветанка, Цветан, и оние слават имена кои имат нали имиња поврзани со цветови. Аха. И тие вчера треба да слават нека Орхидеја, роза, темјана, така? И ни вчера им беше имен, кој сака да си слави во слава на Бога, значи ние славиме во слава на Бога, не за свое воздигнување, и тие вчера си имаја именде. Што да кажам, се радувам што во Драчево вчера крстот Господов, заштитник на сите нас, Господ ги чува Исус Христос и они кои не се христијани, толку покажале многу муслимани кои одат во многу наши македонски манастири, помагаат на било кој начин, добиле и рожби преку молитва, иако се муслимани во наши македонски цркви и манастири, добиле и рожба, добиле и здравје, и има многу примери каде муслимани почитуваат и помагаат и финансиски и со работна рака во многу манастири и цркви. Затоа да го почитуваат крстот Господов, од Господ Исус Христос е единствен Бог и помага на сите. И да кажам дека Меджити не е првиот што беше против крстот. Први против крстот беа комуњарите. Крстот го забранија во време на СФР, верата Христова ја забранија, и крстот на градски часовници во Прилепи во Битола, кога ги постави значи ВМРО тамо некаде во тие првите 90 години, СДС и Сојузот на лажни борци, тие беа против крстовите. Крстот на Маркови кули сакаше СДС да го руши, да го нема, го беше сиот, цело Маркови кули беше осветлено и крстот на Маркови кули кој нали ВМРО го направи, и тоа осветлување СДС го ништи одма после изборите, но стави во темница крстот и на Водново Скопје, СДС го мразат крстот. Сега да кажам дека утрово се будам, отворам телефон и искрено гледам видео. Поранешен градоначалник од СДС, од Македонски Брод, повикува да не се гласа за СДС, тоа е криминално дубло. Значи СДС треба да оди во стечај, а не Македонија. Значи ја ставија во стечај СФР, ја ограбија, ја уништија, и Мариово пусто, уште во СФР фабрика ограбија со колективите, уништија многу македонски села, цели региони во Македонија. Сега е редно и Македонија ова независта ја носа во стечај. Сега значи редно СДС да биде во стечај. Како дај Боже, значи никогаш поќе да не постои како партија. Дај Боже сите членови од СДС да преминат ке Максим или ке други партии. Таа да се распадни. Не се за Дуи. Кој го постигна Дуи? СДС го постигна Дуи. Оти ги бране во 2001 година, договорија војна судив да го рушат ВМРО од власт. Ви благодарам, Тале, знаете дека времето е толку, следната тема ќе ни е слободна, така што ќе може ваш изборот, дали ќе зборувате за политика, дали ќе излезете од таа рамка. Сега одиме со реклами, веднаш по рекламите ќе се поврзиме со АМСМ да видиме каква не е состојбата на патиштата. А сега да слушнеме што се случува на нашите патишта. Овие информации редовно ги добиваме од АМСМ. Владимир, добро ви утро и повелете со најновите информации. Добро утро, благодарам. Според најновите утрински информации добиени во Автомотосојузот во целата земја утринава поволни временски услови за одвијање на сообраќајот, ведри сончево време што секако возможува на сите патни правци.
Коловозите да се суви чисти, воедно со самото тој нормално прони, но и покрај поволните временски услови секојдневно од Автомотосојузот за возачите се препорачува крајно внимателно управување со возилата, прилагодување на брзините спрема условите на патот и секако почитување на поставената патни сообраќајна сигнализација, нешто повнимателно возење пред се на оние патни правци кои менуваат низ планинските превои, осониците за сеците и клисурите, каде е можна појава од посетни одрони. Што се однесува пак до интензитетот на сообраќајот, тој во ранете утрински часови е се уште доста слаб до умерен во и вон градските средини, за разлика пак од граничните премини, каде во моментов нема воопшто полагодени задржувања од оние кои се потребни за извршување на потребните царински формалности, што значи чекањето се околу 15 на минути. Секако ќе подсетиме и за нашите телефонски броеви, кои се веќе добро познати, 155 55 и 196, каде сите ваши заинтересирани гледачи може да не побараат во текот на денот за вакви и слични информации. Ова е накратко утринава се од Автомотосојузот. Ви благодарам многу, Владимир. Да, може би денес нема да има толку многу заинтересирани, но деновиве со оглед на тоа што ни се ближат празници, сигурно ќе има доста раздвиженост. Во меѓувреме, додека ги добивавме овие информации од АМСМ, во студиото пристигна и нашата прва гостинка. Да видиме за кого станува збор. Йога, планинарење, фитнес, екоарт, терапија. Ја најавуваме летната школа за личен и колективен развој. Неделата на медицински сестри. Што значи да се биде медицинска сестра во Македонија? А сега преминуваме на една поинаква тема, односно сега малку време да поработиме на себе си, да се обидеме да го извлечеме најдоброто од себе. Затоа си имаме и психолог во нашето студио, Ана Тодоровска. Добро утро, Ана. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро, Искра. Ана, ви ќе зборувате за летна школа која што ќе организирате, ќе си објасните сигурно во детали. Јас ако некогаш појдам на психолог, ќе појдам од една единствена причина, тоа е како да ги засакам понеделниците, односно како да ги одмразам. Веќе почнав и неделата да ја мразам затоа што знам дека доаѓа понеделник. Дали имате некој трик за тоа? Како да поработам на себе во однос на таа проблематика? Дојдете на летната школа, ќе ги обработиме тие теми. Добра идеја да ви кажам, во струга, зошто да не дојдам, нели? Ајде, Слободанка, повели ти со твојот Голем разговор. поздрав до гледачите. Добро утро да им посакам исто така и нив. Еве, веќе темата знаеме, нели, зашто ќе зборуваме, меѓутоа сега малку и подетално ќе пообјасниме што е она што ќе се случува. И кога, се разбира од Ана, добро утро и од мене, добре ни дојде и драго ми е што еве вака понеделнички ќе имаме за почеток една, пак ќе кажам, релаксирачка и убава тема, затоа што во ова време во кое што живееме, сите ние го велиме динамично, дали навистина не можеме да го најдеме слободното време, или пак ние си имаме во своите мисли и во темпото во кое што го имаме наметнато во секојдневието, дека навистина немаме слободно време. Дали е тоа така? Видете, сите располагаме со истите 24 часа во денот, меѓутоа многу зависи на што ќе дадеме приоритет. Многу често кога кажуваме за нешто немам време, всушност велиме не сакам да го направам тоа. Без разлика, сите имаме секојдневни обврски кои што мора да ги завршиме. Што значи дека можеме да си го организираме времето. Да. Апсолутно. Така. Сега, како психолог од една страна, Ана, дојдовте до една преубава, да кажам, идеја, кога ќе го слушнеме зборот оаза, веднаш ми доаѓа оаза на мирот, еве ќе кажам. Прва мисла нешто што ми доаѓа е токму таа. Меѓутоа, оваа оаза ќе има повеќе настани и би сакала, еве, веднаш кога сме веќе и на почетокот, да појасниме. Прво би сакала да знам од каде е оваа идеја, сигурно дова што веќе го подспомнавме за динамичното време, или пак ние самите си го правиме да е тоа така, или самите правиме да не го сакаме понеделник и така натаму. Како дојдовме до идеја сето ова да го искомбинираме и да имаме ваков еден убав настан? Пак од мојата досегашна работа, бидејќи јас самата покрај со психологија се занимавам и со други пракси како тај чи чуан, йога и така натаму. Секоја чест. Го увидов во оној момент дека за ментално здравје е потребно и повеќе од само разговор, тоест потребно да изградиме секојдневни навики
кои што влијаат позитивно врз нашето здравје и исто така многу сум свесна за тоа дека врската помеѓу физичкото и менталното здравје е многу тесна. И тоа беше идејата за името Оаза, намерно го одбравме тоа име со мојата колешка која што е ликовен уметник и инструктор по јога, за да создадеме едно место каде што луѓето ќе може во мирна и безбедна средина да поработат на себе и да се тргнат малку токму од оној хаос кој што во кој што секојдневно функционираме, бидејќи тоа го налага ритамот на нашето и ми е наметнат денешно искрена да бидам општество. некако, да. Така, ние живееме во контекст, во заедница, значи во локална заедница, во пошироко општество, во светски контекст живееме, каде што се диктира едно брзо темпо како да нема утре, цело време нешто е итно, мора да се заврши, мора да се направи, па така ние цело време сме во некаков процес, некогаш и паралелно во повеќе процеси. Да, тоа многу психички ни влијае на сите, мора да признаеме. И едноставно кога со психата ние имаме премногу преоптоварени сме, да кажам, со мисли, тогаш и физичкото, физички се чувствуваме некој замор, така. И токму убаво кажано, затоа што менталното здравје е поврзано со физичкото, затоа што кога, еве, како психолог сигурно знаете дека, односно знаете, анксиозноста секогаш се препорачува да се има некоја физичка активност, за да сето тоа се ублажат, барем состојбата во која што се наоѓаме. Меѓутоа, како психолог на оваа тема ќе зборуваме за следно, меѓутоа и сите кои што сигурно можеби ја чувствуваат анксиозноста, може да бидат дел од оваа школа, да кажам, летна школа, затоа што и тука може некако да се помогне, претпоставувам. Секако, затоа што идејата на сите овие работилници е враќање во сегашниот момент. Работиме и на дишење, меѓутоа и преку некаква телесна пракса се враќаме назад кон телото, кон сегашниот момент, и во тие 5 дена сме присутни во сега и овда. Затоа комбинираме повеќе елементи кои што позитивно влијаат на нашето и ментално и физичко здравје. Значи комбинираме престој во природа. Намерно го избравме извидничкиот камп во Струга, затоа што е доволно блиску и до градот, меѓутоа исто така е доволно изолиран во природа. Комбинираме физички активности, работилница со арт-терапија, значи тука ја додаваме уметноста како елемент, исто што е многу важно. Мора да сме уметници, не мора, можеме да се искажеме тогаш во самиот момент, така да ги изразиме чувствата на платно, што се вели, на лист хартија. Овој пат ќе работиме со природни материјали, намерно повторно ја создаваме таа врска помеѓу човекот и природата, сето она што ќе го најдеме како материјал на планинарењето, во кампот околу нас и така натаму. И уште еден многу важен момент е заедница, односно работење во група, создавање на една мрежа на поддршка. Ние всушност во тие денови ќе создадеме една привремена мала заедница, меѓутоа многу е важен тој момент затоа што нели човекот во денешното општество е многу оттуген. Не работиме во заедници, а ова е еден повик повторно да создадеме пријателства покрај логорски оган со различни инструменти, преку активности во слободно време, заеднички да го поминеме тоа и да работиме на нашиот личен раст и развој. Да, можеме да погледнеме, ако ништо друго, барем оние во моментот фотографии со кои што располагаме, гледаме тука јогата, како се практикува, гледаме уживање, да кажам, едноставно препуштање на природата, самиот човек, меѓутоа ние како да сме подзаборавиле што значи тоа, да кажам, ние обичните кои што не сме толку многу често во допир со природата, оние кои што планинарат, многу добро знаат колку е тоа добробит за и психичкото и физичкото здравје. Еве ги овие фотографии и утринска јога, каде што најавуваме нели сето она што ќе се случува на летната школа за личниот и колективниот развој. Ајде ќе позборуваме околу ова е прв пат, нели? Прв пат го организираме. Какви се вашите очекувања? Дали еве за сега активен одмор, еве можеме да погледнеме покрај сето она што нели ќе се работи таму, односно ќе се ужива на некаков начин. Каква е заинтересираноста? Има ли луѓе кои што сакаат да бидат дел
токму од оваа летна школа во Струга? Има во моментот половина капацитет не е пополнат, така што има интерес од различни региони од земјата. Исто ќе спомнам дека имаме две понуди, едната е за оние на кои што им треба сместување, а другата е за локални учесници, бидејќи и луѓе тука што се во околината Охрид, Струга изразија интерес за учество и затоа и решивме да вклучиме и за нив една посебна понуда, бидејќи не им треба сместување во кампот, така што може да се приклучуваат директно на работилниците. Ќе видиме како ќе оди. Можно е во последните денови, доколку има потреба да размислиме и за една опција, доколку некој сака на еднодневна работилница да се приклучи, меѓутоа... И колку денови е планирано да трае оваа летна школа? 5 дена, односно 5 ноќевања, со тоа што првиот ден ни е воведен, последниот ден правиме едно заокружување, завршна сесија. Дали ќе бидат овие 5 дена доволни за да ги наполнат батериите сите оние кои што ќе бидат учесници, вака да се изразам со една убава и позитивна енергија? Предпоставувам, затоа што сите луѓе кои што сакаат сигурно да учествуваат на оваа летна школа, мора да се со позитива, затоа што самите настани кажуваат дека тука се потребни позитивни луѓе. Така, во овие 5 дена ние ќе дадеме некои основи од секоја дисциплина нели што ќе се учи на летната школа, ја приспособивме програмата да може секој да се вклучи без разлика дали има претходно искуство со јога, таичи и така натаму, што значи дека и покрај летната школа и кога ќе заврши, луѓето ќе можат со себе да се ги земат овие практики, вештини, знаења, понатаму да се ги применуваат во секојдневниот живот, доколку најдат некој начин дека им одговара и дека позитивно им влијае. Дали ќе биде тоа утринска јога, дали ќе биде фитнес, танц или ќе биде таичи, ќе се стекнат со вештина која што ќе може и самите да се ја применат и се разбира, се надевам дека ќе може ова да се претвори во една традиција која што ќе може секоја година да имаме различни инструктори, различни видови на активности, па и сите оние кои што се заинтересирани. Може би некој ќе се јави со предлог, така? Така, да. Ние сме отворени за соработка, може кој сака да организира некаква активност, не мора нели да биде тоа само некаков тип на вежбање, некој може да се представи со готвење на одредена храна. Но некаде да се почне. Сето оно што го поттикнува оној здрав начин на живење кој што е во согласност и со самата природа на човекот, меѓутоа и со природата и со животната средина. Јас сега повторно ќе се навратам на оној психолошки, да кажам, момент, каде што споменавме дека многу е важно ние во текот на животот да си имаме некој допир со природата или менталното здравје колку е многу важно и колку е тесно поврзано, како што кажавме, и со физичкото наше здравје. За оние кои што можеби, еве како психолог, јас ќе побарам совет, не можат толку многу често да си дадат оддишка или да бидат во природа и слично, овие начини да ги практикуваат за едно поубаво утре, што да прават во својот дом, еве да кажеме, од покрај сите обврски кои што ги имаме. Можеби некој мисли дека со кафето може да се го реши проблемот, меѓутоа јас мислам дека не е тоа така, но еве вие како психолог, што би било советот за оние луѓе кои што го живеат токму динамичниот начин, практика во секојдневието? Јас би поттикнала повеќе присутност во секојдневието. Да застанеме малку, да бидеме свесни и присутни. Некогаш и можеби тоа трчање представува бегство од некоја состојба со која што не можеме или немаме капацитет во моментот да се соочиме. Меѓутоа со одвојување на она време за себе, нека бидат само 5 минути и исто така би препорачала некогаш седење во тишина. Во тишината може да дојдат многу одговори. Меѓутоа, секогаш ќе кажам дека е подобро да се консултира и стручно лице, затоа што едно е разговор со пријател, но друго е кога разговарате со лице кое што не е директно во вашата ситуација, кое што е обучено и кое што има објективна слика за тоа што се случува и може да ви даде друг вид на насока и нели да ви помогне во тој личен развој. Да, секако предпоставувам дека веќе во последно време и кај нас не е веќе табу тема да се посетува психолог. Се разбира, до оние поголеми, да кажам,
доживувања некои што човекот во секојдневието не ги почувствувал, тука е се психијатрот и психологот. Тук тие две нешта мора да одат заедно според мене бар. Психолог, психотерапевт, психијатар, да, секој има своја функција. Да, функција, така. Меѓутоа, разговорот, како што кажавме со психолог, денеска мора да се практикува со оглед на тоа дека ако ништо друго некој почувствува било какви симптоми, те губи во начинот на живеењето во секојдневието. Меѓутоа, убаво што од ваша страна, еве како психолози, како уметници, да кажам, дојдовте до една ваква преубава идеја да организирате токму летна школа за личен и колективен развој. Еве, за сите оние кои што се заинтересирани за да учествуваат на оваа летна школа, што треба да сторат и како да се пријават, на каков начин? Може да ги најдат нашите профили на социјалните мрежи. Во моментот сме само на социјалните мрежи, немаме веб страна. Може да најдат како Но секако сте недостапни, така? Така, да. Како Оаза летна школа. И на Инстаграм и на Фејсбук. И исто може да не контактираат преку имейл hello.oaza@gmail.com. Јас на некои промотивни флаери го имам оставено мојот телефонски број, така што може и преку порака да не контактираат преку мејл, преку телефон. Сите информации ќе ги добијат на таков начин. И понатаму, се што е потребно како дополнителна информација, може слободно да прашаат. Организиравме една онлайн сесија за прашање и одговори и втората ќе организираме во втората половина на мај, така што ќе пуштиме линк онлайн да се вклучат сите кои што имаат некакви прашања, може директно онлайн во текот на едночасовен разговор да одговориме на се што така, е важно. Меѓутоа најважно е што има заинтересирани, така. Сега кога сме кај заинтересираноста, возрастна граница? Велиме дека е за полнолетни лица, во моментот бидејќи немаме детско катче. Но планирате можеби и тоа, со оглед на тоа дека на децата најпотребно исто име денеска со технологијата. Ќе видиме понатаму нели како ќе се развива во текот на следните години, размислуваме да вклучиме и такво нешто, меѓутоа нема горна возрастна граница. Од 18 години понатаму секој кој што е заинтересиран може да учествува, со тоа што вклучуваме и оброк, појадок, сакаме да промовираме и нели еден здрав начин на исхрана. Потребно е само да ни остават информации луѓето, дали имаат некакви алергии, некакви посебни потреби, за да можеме сите да ги вклучиме. Да ги имате сите информации околу луѓето, затоа што така, на тој начин веќе започнувате и да се запознавате. Така, и сите да имаат можности да бидат вклучени. Верувам дека во оваа летна школа, ете така ми доаѓа сега на ум, за сето она што го кажавме, на каков начин сето тоа ќе се организира, ќе се практикува, па гитарата сигурно дека ќе биде неизбежна на некој што ќе знае да го владее овој инструмент, па навечер нели со оганче и така натаму една убава дружба, со насмејани лица. Ана, посакувам вашата идеја да се реализира и да биде онака како што сте ја замислиле и како што кажавме, еве со видеа потоа ќе гостувате повторно да видиме како сето тоа изгледало, па да привлечеме уште повеќе луѓе кои што ќе бидат заинтересирани. И за интересот и за поддршката. Јас се надевам дека опфативме се околу оваа тема. Се гледаме повторно и најубаво да се поминете. Благодарам. Благодарам и на двете. Ние сега си продолжуваме со гледачите со нашата терапија, да си се слушнеме. Имаме отприлика половина час време за слободна тема, што му доаѓа некако 10 гледачи. Ајде да му посакам добро утро на следниот гледач. Слободна тема, што ме значи дека изборот е ваш, на која од темите ќе зборуваме. Првата тема ни беше политичка, може да се продолжите таа, но секако дека може да се вклучат и оние кои што не им се зборува за политика. Ајде, добро утро, поверете, во програма сте. Ало, добро утро, секој утро, Ескра. Добро утро, Слободанка, на слободна тема. Знаеш како се изненадив, пошто прво се изненадив што те видов со Бајле, зашто прошлата недела беше у понеделник. Нели, многу работам, јас сум забележала дека премногу работам, на вистина. И викам, ќе ја стават сигурно во вторник. Второ се изненадив што сега некој дававте и некоја репортажа, нешто ќе дадевте после разговорот, нешто може Ирена ќе уклучевте. Ако да бидеме малку непредвидливи. И сега на едно вртење те добив и за тоа бев вака изненадена. Не, кога е слободна тема, едната линија е слободна за вас, бидејќи се викате Слободанка, затоа. Да. Некој ќе помисли вистина, па ќе... И плюс пари ви даваме за да се јавите.
Затоа ја вака живеам на висока нога. Да, не знаете што да им правите на парите. Да ти кажам најискрено, влегов у Местара пред некој ден и гледам добиле таму јагнешко и обично купувам по 300 грама секогаш, да го означам, нели, нешто чорбичка ќе направам така и викам се гледам дали ме тоа ребренцето за 300 грама да. А после викам овие луѓе позади мене след бутови ќе купуваат, викам прави да си искочам штетно јагнешкото, нели е штетно искра. Така да еве можеби не е штетно, ма е греотка пак утро мало јагненце, нели? Па греотка е стварно, знаеш дека имаше на Facebook. Го видовте тоа како сонува јагне? Леле, како беше тоа жално, вика, како не ви е жал, бе, луѓе, јагненце, душиче, леле, кога ќе размислиш, вака дури језа ме фаќа, нели, замисли ти сега, ги чуваме кучињата, нели, си ги сакаме, а замисли мачките, нели, сето тоа, а замисли го ти сега јагненцето. Душиче, па го замислувам, да. Не можам да замислам, знаеш, се ежев тогаш, па и сега што ми текна да го спомнам ове, пак се наежив. Кога ќе размислиш така, нели, ако ја го јадеш, па не ти ни текнува, добре, им текнува на тие што имаат ептен ова со што сочувствуваат и што не јадат такви работи, секоја чест за тие луѓе. И сега, друго што сакам да кажам, убава ти е блузата, ти ја знам и од друг пат ја носела, но многу ми се допаѓа. Не. Ова не си ја носела? Не. Зошто ја мислам дека оваа те бендиса? Не, нова е. Нова е? Со здраве да се носиш, многу убаво ти стои, да ја фрлиш, да ја најде. Ја на Суза и казав една, зошто не фрлате бе блузи, па ја по вас кидам да си ги најдам. Може ќе ми стои менот, кажеш. Ќе ми стои оваа боја, да, не знам што боја, убаво ти стои секако, не бе искра, тебе се ти стои убаво, така да се сегувам дека не, шо има нешто што не ти стои, младо девојче. Ја некојаш кога бев млада, да ти кажам, стварно. Да знаете какви мајтапи ми играат тука на работа за годините, вие ми викате младо девојче. Искра да ти кажам, некогаш и јас кога бев млада како тебе, и веруваш или некој ќе пробав нешто, ми беше мерак, да виж убаво ми стоеше. Сега е влегов еден дуќан, викам, од 1200 ќе, ако треба, само да пробам. Не бе, вич не ми стоеше. Значи, до годините не е до... Не, сте влегле во погрешен бутик. Не била... Сигурно, познавно искра. Не е до вас. За малце ќе речев убав викенд, ама ќе се чуеме ние пак сигурно. Што ќе беше убаво да беше тоа така. Слободанка, многу ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Еве и ова старава. Не е точно, не е точно. Искусната. Да бе. Света Слободанка, ние она помогаме на стари. Младо шо да облече, се му стое така, викаме ние. Аме ние старките, вака малце, ќе се подотераме малце другше. Не е така, баш. И да не зашто викам старка, пошто уште нема нашата председателка да не биде жена, сите жени ќе се гордееме, како што пишува. И вика, ова старкава. Аме ја викам, старкава и одговарам, ама вредна, ситна, ама динамитна. Абе, како бе така може да се нарече? Еве ги они сега се кајат, што направиле, како направиле сега, обеќат, ова ќе правиме, она ќе правиме. Ја пак за партија ќе зборам. Што да правиме избори се врти случај околу тоа си се плеткаме, да. Ваше право си е. Па сме имале фудбалер, па како шутира дури од ќе одлета натамо. Абе ние џабе бараме фудбалери од друго странство, еве тука фудбалер сме имале, што бараме тука. Да, особено кога нема голман на голот, колку лесно се даваат голови. Многу лесно, ја ќе дадам ако старка. Слушай, живи, здрави, весели, прави. Господ зата нека дава на помош празницеве. Народот си е сам, ние може да се избориме овдека, како што за председател исто што гласаме, те знаеше кој победи дупла. И сега народот нека се искоче, да си прошети, да се искоче, после вели де... Па народот ќе каже, бе, ние забе овдека. Знаеме, гледаме, слушаме, имаме уши, имаме очи, све. Народот ќе се каже, јас се колнам во народот. Народот ќе се каже. Види ми поздравено, да ти кажем право, сам сина ќе ви кемај да не уклучи во празник, имам уште. И се разбуди, гледам го саато,
Обе, колко е бе сад? Кога гледам, она било 2,5, ја мислу, 5 сата до клуча масе на тера празник не перем. Еба во филм, ти слабо гледаш, изгледа, викам. И така, важно, се испрати ги пружи валиштата, во филмка сега па други малце да се зачистиме за вери, да юнака си перем, ама на помощ нека е. Биди ми поздравена се, најдобро живи, здрави, весели и прави, само напред Македонија, поздрав! Ви благодарам многу, Фимка, на јавувањето. Да, искрено, без разлика на конкретна ситуација за која што зборувавте, јас секогаш сум ја мразела таа навреда во однос на годините или на предвремено отпишување некој дека бил стар. Ако некому според мене му кажеш дека е стар и тоа е како најголем недостаток, тоа значи дека не може друго да му се најде на човекот и дека всушност тој е најблиску до совршенството. Ако единствената мана се годините што ги има. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Утро, госпожа Искра. Добро утро. Поздрав до тебе, до цела екипа, до сите гледачи и до народот македонски. Ова страдална недела да поминеме во мир, во здраве, да се дочекаме на обавиот празник, а на сите други здраве. Ви благодарам. Јас сум песимист голем, зашто да изборите за ова. Пошто државата е влезена во таква корупција, во таков хаос, во такво безредие. Ние сме мал народ, секој што се го осезнаеме и на локално и све. Тешко да се искорени таа корупција и мито. Џабе се радува тите ВМРО ке стредила. Тешко, време ќе помини, верувајте ми. А јас предлагам, нека завршат изборите, нека си поднесат оставка да ги снема овие исти луѓе, исти пратеници се, и од СДС, и од ВМРО, да не ја спомнам едни купце, да ги снема. Помош нека побараат, пак ќе ме псујат, некој ќе рече ова е тој за Словенија. 10 години други да ни бидат тука. Некој ќе псуја, ќе вика, верувајте ми, ништо нема да биде. Затоа што ДУ и СДС нема да се помират со поразот и на председателски и на парламентарни. Ќе кочат, ќе се роди друг Џафери што на говорница ќе чита приказки, песни ќе пее што ние нема да ги разбираме. Верувајте ми, во таков хаос, не во таква корупција. Некој ќе рече тој од Прилеп, овој не е за Македон 50. Сум јас 64 годишен, сум си ја сака Македонија. Тука сум резон, Скопје, све. Тешко, што овие луѓе, све се тоа корумпирани. Кривицата и СДС, и ВМРО, и ДУ ја направи ова 33 години. И ВМРО има голема кривица, и СДС. Зато предлагам, нека завршат овие убаво, прво да си дочекаме празникот најубавиот што иде, да си поднесат оставка и помош да побараат од Словенија. Нешто вика Дупчо експерт на Варада и вака. Не. Само 10 луѓе од страна, 10 години овие политичари и на локално и на парламент да ги снема. А тие ќе си дојдат, ќе си најдат и нивни луѓе и од кај нас некои македончиња што да не се корумпирани, само така. Иначе вака џабе се радуваме. Сега кога ќе дојдат ова недела трговците, местото како што викате лјадарка ќе стаса, патлижаните од 100 денари на 130, краставиците, да не ги бројам. Ние само ќе се радуваме на ВМРО, мамаро. Уште еднаш Господ здраве да ни дава, субот да се дочекаме празникот. Ви благодарам, никој нема да ве псуе, барем не гласно и јавно, особено не во нашата емисија, но и самите знаете дека ниту една држава, и Словенија споменавте, не го дава најдоброто на други држави, си го чуваат, си го вреднуваат за себе. Добро утро за следниот гледач, поверете. Добро утро. Добро утро. Вака, ја да кажам 2-3 збора за председателот Пендаровски. Народот го нарече стока по трло, а бара гласови за председател. И го нарече народот не бањар. Како може тоа да добие гласови? У никој случај нема да добие гласови, зашто он тоа не го заслужува. И затоа Пендаровска ќе победи.
Слушајте си ја жената, да. Се извинувам. Ништо. Дакова ќе победи, тоа е гарантирано 100%. И друго да кажам дека председателот е недолична личност. Ништо он не направи за Република Македонија. Само лоши работи направи. Не заштити како народ. Он Гоце го нарече бугарин. И како така глас? У никој случај нема да добие глас. И ви посакувам убав ден да имате и среќни празник и секое добро. Ви благодарам многу и вам и на вашата сопруга. Поздрав до неја. Тоа си е хармоничен брак, си се надополнувате со мислата. Следниот пат можете и двајцата да си се вклучите. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Искрено, едно прашање. Дали за дистрибуција 200 денара пристап до мрежа, дали укинато или не, дали знаете? Та мрежарината? Да, за пристап за мрежа. 200 денара што беше. Јас не сум слушала дека е укината, да ви кажам право. Оте една белешка, јас слушал на телевизија еднаш дека било укинато. Јас немам слушано Добро. такво нешто. Ајде, Мислам дека ќе беше тоа убава вест, ама чисто се за сомневам. изборите. Повелете. За изборите ВМРО 1000% тепа. Ендаровски, дека си го земе Купер, што ви каже, ако не бидам председател, ќе избегам во странство. Ајде сега да видиме дали ќе избега. Ало, нали ја? Да, господине, ве слушаме. Да видиме дали ќе си го земе Купер сам да избега. Друго нема што да кажам. Секо тепа џабе да збориме. Ви благодарам многу на јавувањето за ова за струјата на вистина. Немам информации да не ве насочам погрешно. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро до вас, до Алфа телевизија и до сите ваши колеги, посебно до Турунџиев. Ви благодарам, добро утро. Видете вака, ве поздравувам од гордото, непокорно, ама и бунтовно Кичево. Сакам да ве поздравам и да ве подсетам дека некои луѓе заслужуваат внимание. Во овој случај тоа е Војо Стојановски, кој на 6. мај наполнува 10 години од како се пресели во Царството Небеско. Значи, ве молам вас, Јани, Мето, вие како новинари, направете нешто достојно да биде одбележена 10 годишнината од смртта на Војо Стојановски. Тука е и мојот брат Мирослав Спироски, новинар и публицист, кој за своите дела ги доби највисоките признанија од Македонија. Од државата, од нашава Македонија. За мене никогаш нема да биде Северна Слободанка. Никогаш. Сакам, значи, да направите нешто, сторете нешто. Кичево ќе го стори своето. Ама, како Алфа телевизија, што сите ја гледаме и што ве почитуваме, и дај Боже, уште 100 години да обстојувате. И уште една работа. Нека се среќни празнициве. Поздрав од мене, ама и од Радио Александар Македонски од Кичево, Македонија. Толку имам да кажам, не сакам да должам, меѓутоа треба нешто Алфа телевизија да стори, не само со тие некои емисии што се снимани во живо, да ги викните децава што тргнаа, значи постапките. Ви благодарам на јавувањето, да не подсетивте 10 години веќе, значи поминале принцот од Кичево, така нели го нарекува. Одиме со следниот гледач, добро утро, поверите во програма сте. Ајде, добро утро, нека биде. Ајде, добро утро. Што да направиме, Искра, јас се прашувам, како до Словенија да отидеме таму, некако да живееме сите, само Словенија, на секој јавување Словенија, од Словенија да пратиме. Абе, имаме ние луѓе кај нас.
Имаме Мора да имаме, да ја затвориме држава ако немаме ниту еден, така. Ама досаден е секоја најавување од Словенија, за нека престане со таа Словенија, више, ама. А инако, Мицковски убаво кажа, дај да ги одбереме најдобрите луѓе сега, кога ќе дојдеме на власт, да ги одбереме најдобрите луѓе што може да водат државата. А тука се Мицковски и Гордана Силјановска-Тавкова. Затоа народе, излезете, сите, не седете дома, бидејќи што седиме дома, тоа уште полошо ќе ни биде. Оставите го тој учека што повикува. Не ни требат нас више војни, не ни требат ваква. Гледаме како е на Блискиот исток, гледаме како е у Европа, Украина со Русија, разрушување, убивање, нема од тоа ништо. Дај да седнеме мала земја, да си ја направиме економијата добро, здравството, судството да го избришиме од тоа судство, више да не постои такво судство. Млади деца има што може да водат, што може тоа судство да... Оние старите си корумпирани, надвор, се тоа пришка да се направи. Заев едно време викаше метлата, ама ништо он сам си ја даде метлата. Иначе овој Ковачевски што радува фудбал таму, кажува во празен гол таму шутира ваква. Па дај да го земе во репрезентација, немаме голгетери таму. Овој Артан Груби го изучи, убаво го изучи како треба да игра фудбал. Ако се врате, значи исто СДСМ со овие од учека, значи што фудбал ќе играеме по институциите. И нивните луѓе тука најблиски ќе се богата. Страмно е ова, страмно е. И со тие спотовите више, аман, не можеме да отвориме телевизорот, спот, ова што рекламите ги кажуваат. Та бе више готово, одлучен е народот. Одлучен е народот. Тука сега излегувајте луѓе, гласајте за партијата што води сега, се знае. Нема сега другите гласови, само може да се одлеат вамо тамо, него што повише да можат повише пратеници ВМРО да има, да не биде уценуван од никој, исто со Максим Димитриевски, таа партија повикове, да гласат исто за Гордана Силјановска-Давковка и за тоа да ни тргне еднаш напред државата, да не гледаме, иначе овие што те учека, па зошто у Арачиново не ги вратат нашите македонци, бе? Ги иселија, ги избркаа таму, една куќа се нема јано. Да, ова со фудбалот може би подобро да организираме едно првенство, па кој победи во фудбалот, нека победи и на изборите. Ајде, добро утро за следниот гледач, победите во програма сте. Добро утро, Искрена. Добро утро. Дали ќе дојдат на власт искрени луѓе да тргне Македонија и македонскиот народ напред што живее во Македонија? Се радувам, се надевам дека ќе дојде власт која ќе биде за сите исто, која ќе гледа и за сиромав, и за богат, и за учен, и за прост. Но му да дојде ден пак да викаат, ово е наш Вамаровец, ќерка му е адвокат, син му е доктор и мора да го заштитиме. Немојте македонци истото да ви се повторува. Или да викаат, ово е од СДС, наш човек е, знае, не знае, че го туриме на тоа работно место. Немојте, тргнете по правдата и демократијата. Тргнете правично запослување на места кај што одговараат за сите. А некога ќе одиш на шалтер да ти викат, ајде, одиш и што сакаш, не можам. Тоа, што ќе запишиме ние, поп што ќе закопа, не се враќа назад. Такви зборови само дома, а не на работното место. Не го заслужуваат многу работното место, кои што викаат за сите е ист. Не. Отиди во болница исто е. Отиди у општина исто е. Отиди во суд исто е. Ако немаш грб и ако нема кој што стои зад тебе, ќе те згазат 1000% да си прав. Кој што ја кажува правдината, знаеш Искра што добива? Клоца во задникот. А кој што лаже, краде и навредува, тие
унапреден, ти оди напред. Знаеш ли чие воа дете мора десетка да му туриме? Чие сака нека биде, ако не заслужува назад, дај му на тоа што заслужува. Значи, кај нас, не знам, многу тешко време не чека да се оправи се. Ако не почнат одма за корупцијата и мито, ништо не прават. Заек не лажеше, Бројчаник ни постави, сите пари ќе се вратат, динар не се врати. И они сега, ако не почнат по закон, се што е, сите што украле да ги затворат и да ги вратат парите, ништо нема да направат. Ја тебе ќе те помилувам, ти мене. Ја тебе, ти мене. Ти доносат закони, да законот ни ги штите. Затоа, македонци, бидете едногласни сите за доброто на народот. Ви благодарам на јавувањето и одиме со следниот гледач или гледачка. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Хајде, пошто е актуелни избориве, да кажем нешто и јас за ови избориве. Ако? Гледам дека малку се освестуваме и уште помасовно на вториот пат, уште помасовно и само за опозиција. Јас сега ретко се јавувам, сега може некому му е чудно, ќе кажам, во 60-тите години моите родители отидоа странство и нас како деца отидоа на печалба, а ние со баба ми седевме и одевме таму во летно време и неколку години и ние се вративме во Македонија. Нас таму ни велеа ќе пропаднете Југославија, не одете си. Ама ние си дојдовме во Македонија. Сметавме дека Македонија, дека да си живееме во Македонија. И сега И сега се каете ли? Сега се каеме, се каеме, ама јас пак си имам некоја надеж, последна мислам надеж, искрено си кажувам. И ако нешто не се стори ова за опозиција, тогаш навистина ништо не ќе остане за Македонија. Убаво си кажуваат многу луѓе, поставени на места, неписмени, и не сакам да должам што ми се случува во овие институции, општини, и да не ширам многу. Едноставно се прават како богови, ги ставиле тука на местата, а што не седат и што си одат и што не идат на време, туку се прават како летаат во воздух и ти викаат, па ние сме службеници, што се понашате така. Замисли, не можам да прекинам со тоа сега, ајде. А гледате, кај приватниците секогаш муштеријата е во право, така? А овде во овие институции не е клиентот во право, така? Така. И сега друго нешто. Сакам на овие што гледаат убаво во тоа што ни го направија со името и што ни го прават ова сега со Бугарија. Овие луѓе што си го прифаќаат тоа, да престанат мислам, да се свртат на правиот пат од другата страна за опозиција. Не ги фалам, мислам, сите придонесли за нешто што е лошо, навистина, ама оваа предавничка влада, ова не сме, значи, повеќе да постојат, да не се регистрират ова. Ова е најголемото зло до сега во историјава. Јас сум постара жена, ова нешто не ни е случено. Не ни е случено, навистина. И ова го имам кажано 2 пати во животов, се извинувам, а многу се возбудувам на оваа тема, навистина многу ми е важна. И затоа што сакам да оставиме на децата, затоа ми е важна. Едни од другава страна велат да му оставиме нешто на децата, демек да заминиме во Европа, ама било како да се викаме, макар не сме македонци до 45-та, макар и сите тие борците да се не знам. Ве разбирам. Инако ова што споменавте од Сабајлево, сакав една вест да споделам, а сега ми дадовте, го погодивте моментот со државната администрација. Грција, да речеме, која што исто така има проблем со преобемна администрација, од 1 јули воведува 6-дневна работна недела.
не за приватниот сектор, токму за администрацијата. Од една страна се подобри нивната работа, да бидат подостапни до граѓаните, затоа што не секој може да оди да врши работа преку недела, може во сабота, а од друга страна веројатно нема да е толку примамливо место. Па да видиме нашите административци, ако треба да работат 6 дена, дали ќе сакаат да работат. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, добар ден. Добар ден. Ајде излија работа нека вие. Ви благодарам и вам. После месец и пол јавување, еве пак доби врска на 555 пати врсење. Добро што не е 666 ѓаволовиот број, 555 е подобро. Ѓаволскиот број. Да. Ние ѓаволски влади, ѓаволски владетели, ѓаволска веќе држава стана, ѓаволски телевизии, ѓаволски уредници, новинари, се е кај нас ѓаволска, ама еве, алфа има нешто човечко и затоа посветуваме внимание повеќе и кога добиеме врска, кажеме нешто. Повелете. Меѓутоа, што да кажеме веќе, не знам како гледаткава што рече. Пред мене се е корумпирано, се е како да е поставено од Господа да биде на тоа место, како да се светци, не да се народни служители, него како да се светци. Ама еве, како е така е. Ова состојба, овие што се душмани, владетели ве душмани на Македонија, народ македонски. Ама, другиве помогнаа овие да владеат 7 години. Затоа што пред 7 години на опозициониот владетел му реков, повикај на национална коалиција, дај им на малите партии по една коска такса и направете една македонска сончева топка. Еве, јас им реков, нека дојдат, кој ги брани? Абе, ако не се сакат, нема да дојдат. И така испадна. Еве, тие си гласа помага, уствари, влегувало со време. Себаше излегување. Уште пред целот годин себаше кога 27 април беше излегување од собрание и крај мораше да задат. Не Америка, не Англија. Мораше на народот, ако сака народот и народната партија, мораше да задат избори. Ама ние сме така шампита политичари, меки и тоа е тоа. Еве, овие стана милионери. Владетеливе стана милионери од душманската сорта на Македонија. Ама еве овие избори колку толку народ гласаше по инерција. Немој да мислите дека заради Мишко гласале, не. Или заради Гордана, не. Македонецот си ја сака Македонија, затоа гласаше. Затоа, јас 30 години помогам на таа партија. И гледам дека сега 95 назад што доаѓаат во штабови, во се са ради работно место. Работно место, или го чекаат, или го добиле. Затоа идат. 95%. И сакаме ние за Македонија нешто. Сакаме, ама нема. Нема за тоа што ние сме со личен интерес. Треба Македонија да ни биде поважна од нашите глави. Како што јас велам дека само Македонија е поважна од мојата глава, така треба сите македонци да бидеме. И сега да се гледа која партија, веќе никнаа повеќе партии, која партија се нафаќа да го врати името? Која партија се нафаќа да ги ослободи брницените, уставобрницените? Дали спомна некој за овие големи велика, треба ова, треба она да се направи? Да, сосема разумно пред да гласаме да си напишеме на еден лист што било добро, што било лошо кај некого, да си поставиме таквите прашања и тогаш одговорот едноставно ќе дојде. Бевте воедно последен гледач на ова слободна тема, како што споменав, рано утринава, ова недела е недела на медицинските сестри, така што да одвоиме неколку минути да им се заблагодариме на сите оние вредни медицински сестри кои што се грижат за нашето здраве. По тој повод Ивана е на линк со Гордана Бешлиовска, која што слободно можеме да ја наречеме лидерка на сестринството во Македонија. Ивана, добро утро до тебе, добро утро до Гордана, сите знаеме како Гоца. Повелете, предпоставувам дека ќе дознаеме на кој начин ќе ја одбележат ова недела.
Да, токму така. Искра, добро утро до тебе и до сите гледачи кои што ова понеделнично утро го започнуваат со програмата на Алфа телевизија. Од 5 до 12 мај, неделата на сестринството, но поради празниците и неработните денови, ќе започне одбележувањето малку порано, односно медицинските сестри својата недела ќе ја одбележат почнувајќи од денеска, па така во продолжение за актуелната состојба во тоа во каква состојба се наоѓаат медицинските сестри во Република Македонија, но и за тоа како ќе се одбележи оваа недела. Како што спомена и ти, ќе разговараме со лидерката на медицинските сестри во земјава, председателката на Сдруженијето Гордана Бешлиевска. Добро ви утро. Пред сем на честитки на Илеве за одбележување на уште една недела на медицинските сестри во земјава. Започнувате од денеска со одбележувањето. Какви се активности и настани ќе имате во оваа недела? Па така е, добро утро. Пред се, ние од секогаш добивавме малку повеќе простор за во времето на неделата на сестринството да го подигнеме гласот за сестринството, меѓутоа Сдруженијето и Унијата тоа го демонтираше во изминатите години со тоа што преку едукативните настани, подигањето на гласот во просиндикалните барања, подигањето на гласот за правата и статусот на медицинските сестри континуирано е присутно и вие како телевизија нас континуирано не следите во сите наши настани и многу ми е драго што ние денеска ја споделуваме првично со вас ова информација дека денеска неделата на сестринството започнува со еден стручен настан кој што ќе се одржи во Прилеп во организација на нашиот огранок на медицинските сестри, акушерки и стоматолошки сестри од Прилеп. Настанот ќе започне со стручно предавање од делот и од областа на акушеријата, каде што специјални гости ќе ни бидат докторот Таше Трпчевски од специјалната болница за гинекологија и акушерство плодност од Битола, акушерките од цела Македонија, и тоа ќе биде еден настан каде што акушерките ќе ја испратат својата порака за недостатокот нивни во овој момент, за враќањето на акушерките во средномедицинските програми каде што се изземени, бидејќи сепак европските курикулуми нив ги предвидуваат само во високото образование. Меѓутоа, сондажата од терен покажала дека ние имаме во моментот силна потреба од акушерки во државата и во земјата, бидејќи недостатокот во болниците специјални од гинекологија и акушерство пред се го покажува тоа. Она кое што Унијата и Сдруженијето ќе го работат во овие тековни 2 недели, така да се изразам, се до петок кога ќе биде свечената академија, 10 мај во Домот на армијата од 13 часот, каде што ќе ги славиме и хуманите и признаеме сите дела и добри направени хумани нешта на медицинските сестри во Македонија. Сестрите ќе имаат 2 неделни стручни настани предавања, меѓутоа и својата хуманост ќе ја покажат на дело со тоа што ќе бидат присутни, како што ни е замислена програмата и намерата во кујните со бездомните лица, каде што ќе допринесеме нешто од оној дел и ќе го покажеме хуманото во медицинските сестри. Она што е многу важно и значајно е дека овој статус во кој што се наоѓаме како професија, за жал ни ги донесе сестрите кои што во моментот имаат проблеми со здравјето, да не можат на било каков начин да си ги приуштат сопствените лекувања, и ние ќе покажеме нашата хуманост во ова недела сестрите за сестрите. Тоа ќе го покажеме и впоручаме на свечената академија, каде што од хуманитарен карактер сите ние заеднички ќе се здружиме, ќе се вплотиме за да допринесеме и направиме нешто. Таргет група ќе бидат сестрите кои што во моментот се лекуваат од разни малигни заболувања, а не може да си приуштат дополнителни средства од делот на суплементи, витамини и нешто кое што ќе подобри нивната здравствена состојба. Целта на Унијата, на Сдруженијето е единството кое што го направи кај медицинските сестри, да го предизвика хуманото меѓу нас, да сестрите застанат едни до други, да бидат единствени, да се подржуваат, бидејќи ние во болниците заради немањето на законот, заради состојбата во која што сме и каква што сме, имаме во моментот едно многу големо незадоволство. Немаме здрава работна околина, немаме признаени статуси во моментот во болниците, немаме кариерен развој, немаме академски студии, го немаме законот кој што не регулира, ги немаме лиценците и не знам уште што све треба да кажеме кое што не донело во состојба во која што не донело. Меѓутоа, Унијата, Сдруженијето ги внесе сестрите амбасадорски во европските асоциации, ги направи видни за професионалните здруженија во регионот и во Европа, и со сето тоа допринесовме, правиме и ќе правиме понатака притисок да се оствариме кај нас во државата со оноа кое што ни доликува и ни треба да го имаме. Законот за професијата, регулирањето на професијата, сето оноа кое што медицинските сестри ќе ги доближи до современото сестринство. Впрочем, тоа е и целта, логото, мотото оваа година на ICN е дека сестрите се економска моќ во негата, а нашето мото локално, односно
на државно ниво на нашата унија на Сдруженијето е дека инвестицијата во сестринството е инвестиција во здрава нација. Сестрите се многу важни, најмногу бројни во здравствениот систем и не смееме да дозволиме во ситуација кога имаме толков голем недостаток да ги оставиме и ги маргинализираме сите овие потреби на сестрите. Мерки популистичкиот типот дека на сестрите им се подобри само по големи плати во моментот не го решаваат статусот на медицинските сестри. Секогаш на прво место е здравата работна околина со безбедносните услови и задоволството на работа, а по трето е и нормално задоволството од личните доходи кој што ги надополнува првиот и вториот дел. Само така можеме сестрите да ги задржиме. Во спротивно нема да имаме кому да му ги покачиме платите. Така, велите има голем недостаток на акушерки. Имаме ли бројки каков е недостатокот моментално во земјава од акушерки? Па секако видите, ние во овој момент вкупно во Македонија сме 9200 медицински сестри и акушерки и стоматолошки сестри, меѓутоа врз основа на стандардите кои што не бројат нели по број на жители и така недостасуваме 50%. Во сите различни нивоа на здравствениот систем на различен начин недостасуваме. Акушерките најмногу недостасуваат во секундарното ниво каде што се стационарите, каде што се родилните, специјалните болници, каде што се родилиштата и така, бидејќи тие поодамна веќе во системот на образование во средното медицинско училиште, значи ги нема застапени или се некаде само со одредени паралелки, се изучуваат во високите медицински школи, меѓутоа во постоечките сите високи медицински школи во овој момент не постојат како профили. Меѓутоа јас реков и пак ќе кажам, ние мора да се водиме според сондажата и потребите од терен, што ние во моментот имаме објективна ситуација и што на нас не е потребно. Точно дека европските курикулуми ги проектираат само со високо образование. Меѓутоа ако ние имаме потреба од нив во овој момент, значи и ако изискува ситуацијата таква каква што е, значи ние треба да ги имаме во образовниот процес и да не доаѓаме во ситуација да бидат, бидејќи тие се посебна специјална група и област. Ние денеска на настанот тие ќе имаат денеска можност со своите стрични предавања кои што ги работат во овој момент и со сето она што им е потребно да излезат со нивните барања. Истото ќе биде и на свечената академија, каде што ние заедно сето тоа нели овој го прославуваме, го правиме и го проектираме како нешто кое што е многу важно за сестринството. Многу ми е мило што Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри, отварајќи се при професионалните здруженија, им овозможи едукативни настапи од типот на меѓународни конгреси, им возможи настани каде што можат да го докажат она кое што го работат и да го преточат во сопствени трудови. Ние во овој момент како Унија, како здружение сме амбасадори на држава во регионот, во Европа и пошироко, затоа што секаде ние сега минатата недела се вративме од два меѓународни конгреса, каде што бевме заедно со колегите од Србија на Златибор и каде што сега минатиот месец со колегите од клиничкиот центар Ниш, каде што беа специјалните области на сестрите од анестезијата и реанимацијата, а како дел од Балканската асоциација каде што сме, ние сме дел од сите професионални настани во Европа и во регионот. Многу би сакала во овој момент да истакнам дека за оваа година бележиме големи успеси со тоа што ги внесовме сестрите во европските асоциации, ЕСНО, каде што се сестрите со интензивно лекување и ги внесовме во историјатот, европскиот историјат на сестринствата, каде што ги славиме нашите доајенки на медицината. Ви благодарам, господи Гуца. Се надевам дека еве со одбележувањето на оваа недела на сестринството, Сдруженијето и Унијата на медицински сестри во Македонија понатаму ќе продолжи да се бори за своите права и дека ќе дојдат нели подобри времиња за здравството во Македонија, како и за медицинските сестри кои што нели се моментално еве незадоволни од средината во која што работат. Ивана, ти благодарам тебе, на Гоца уште повеќе благодарам како и секогаш кога би имале повеќе вакви гласноговорници, мислам дека состојбите би биле многу подобри кај нас. А нашиот гостин веќе пристигна во студиото, да видиме за кого станува збора, веднаш потоа одиме со најновите вести. Дотерај се, ноќта е гладна за уживање, кушни ме, јасно е, ние љубов сме. Со убава македонска песна во студиото ќе уживаме со Даце Николовски. Она што сега следува да ми пишува дека е утрински разговор со Даце. Даце, добро утро. Би те представила како Драган Николовски, но со оглед на тоа што само жената те викала Драган, не знам дали смеам да те се оправдам со Драгане.
Мајка ми како дете ми викаше Драган, кога се наљути, жена ми ностоп ми вика Драган. Добро, Драганчо, може така? Не. Даци, што бараш воопшто вака рано наутро? Ти не знам дали си бил вака буден? Немам друга работа, викам да ве видам двете од Сабајле. Што правите, може ке частите едно кафе. Спонтано или евентуално, така помина, а? Епа Слободанка има таа срика да разговара со тебе, така што повелете, јас ќе слушам и ќе уживам. Позитива енергија, прекрасна. Благодарам Искра. Добре ни дојде. Добро најдов, добро утро на гледачите на Алфа телевизија, добро утро вам. Како сме? Одлично, супер. Многу ме интересира за еден, да кажам, естраден уметник со оглед на тоа дека толку години сме веќе со музиката. Како започнува едно утро, кога веќе вчера, во текот на вчерашниот ден, сме биле на забава, да кажам. Вчерашниот ден е добар за забава, бидејќи се пее до 23:30. Ако е петок, сабота е до... Меѓутоа додека се прибереме дома, па Тоа има процедура, така? Еден и нешто. Така. Тоа е еден и нешто и сега не е лесно, но секако јас ке... Навика е? Навика, да. Навика, па ние обично кога сме, барем јас така функционирам, кога сум преморен, многу малку спијам. И како функционираме после тоа? Пак ќе се вратиме на навика. Па не, почнувам да зевам околу 3 по ручек. Ама немаш одмор, особено со, нели, Сепак возраста на професијата кога имам веќе дома. имаме таква каква што сме се определиле во текот на животот, нормално е да прифатиме веќе и се, нели? Не е тоа од вчера, тоа се години, Така, години, па како што кажав и на самиот почеток, Да. многу долги години од кога сме со музиката, со пеењето, со музицирањето. Дали поединечно, дали во група, танец и така натаму, се ќе опатиме помалку, меѓутоа еве годините колку поминаа. Пред некој ден имав едно слично прашање за еден медиум, едно интервју и се навратив прв пат кога сум застанал на сцена како пеач со група. Имав 16 години. Браво. Бев втора година Млади средно. години. И не знам, може ќе се издадам и пред мајка ми, пред татко ми избега под писмена работа За да пееме. за да одам да пеам, да. Меѓутоа желбата кон музиката кога ја имаме од така помали нозе да кажам или во возраста во која што кажа дека си бил, сепак е те продолжила и понатаму без разлика што сме побегнали од писмената. Тоа е онаа професија со која и ден денес сме, така? Да, не Што застанав. значи оправдано било бегањето од час. Тие средношколски денови во музичко училиште се многу интересни, најверојатно се од оваа гледна точка. Најверојатно има некое ривалство помеѓу тие 5-6 луѓе кои се занимаваат со тој тип на музика како јас што започнав. Така. И стануваш малку популарен, па И годеше? Секако годи. Во тие годи години. ден денеска годи, да не се лажем. Затоа Драган по дома те викаат. Да се Не, ја пошегуваме. имам таа среќа да не звучам сега, не знам кој знае колку скромно и да се фалам. Нели, во кругот сме на музичари постојано, има секакви профили на сопруги на колегите и секакви Верувам, бракови. Јас имам многу голема среќа да сопругата не ми е од тие типови што се многу љубоморни. Тешко на неа сиромашката што Ништо не се прави со љубомората, така ли е? Нема, тоа се само проблеми и тука после превладува и наетот. Да. Меѓутоа, кога сте се запознавале, ти веќе си бил во музичките води, така, тоа Па е и бев, јасно па и како не е бев, вашата имав една мала професија. пауза, бев многу млад кога се запознав со сопругата, односно кога решивме тоа да го официализираме како врска. Имав една кратка пауза, работев се и се што во животов. И не знам, свирев хармоника, тропав тарабука. Се помалку. Да, се правев додека да се одлучам, така да јасно и беше дека сум музичар и дека тоа ќе биде мојата иднина, но не беше вака како сега. А па немаше да биде вака ако немав нејзина поддршка, така да. Одлично, одлична спојка, така. Инаку, еве ќе ја поздравам твојата сопруга и секоја чест за тоа, затоа што да, во денешно време, навистина, тоа зависи љубомората да ја тргнеме на страна, да се фокусираме на заедничкиот живот и да си го уживаме. А самата професија се може да се донесе, меѓутоа најважно е кога сме дома сите заедно насмејани, со насмејани лица и тука е веќе загарантиран и успехот за понатаму, така. Она што вам сакам да потенцирам е тоа дека во последно време моите гости низ студиото некако поминаа од танец, како јас да ги како некој договор да имам со танец, меѓутоа се случува, да кажам искрена сум, спонтано. Откако дојдоа на Суза беа гости, нели 75 годишен јубилеј славеше танец, меѓутоа ти си исто така дел од танец. Ајде малку повеќе и за тоа.
Со танец ништо не може да биде случајно, да имаш Да. договор. Танец нонстоп има активности, нонстоп има така. концерти, така да ние сме нонстоп интересни. Малку повеќе за танец. Во танец работам од 2007 година, сега се веќе скоро 17 години. Да. Работам како пејач, односно позицијата ми е постар пејач, Така. солист. Од секогаш, од 2007-та Од или се 2007 менува? Не, од 2007 работам како пејач. Јас сум дел од машката пејачка група. Вкупно сме 18 пејачи, мешана група и мажи и жени. И со танец е секогаш интересно, како што кажав. Верувам, Настапуваме низ цела Македонија, настапуваме низ целиот Надвор, свет. низ целиот свет, Да. да. Како е чувството? Ајде малку повеќе за тоа. А, Ги знаеме сите македонски оние изворни песни, мора да ги знаеме, нели нормално. Колку се на број? нема број тука. Нема број, Тука секогаш се нонстоп учи се открива, плюс. се открива, да. Кој ги открива? Кој ги открива? Имаме ли посебни луѓе за тоа, да? Имаме, да, има институт за фолклор За кој се фолклор. занимава со тоа, Така. да. Имаме средното музичко образование има се извинувам, оддел за народни игри и песни. И тие деца таму тоа го изучуваат, одат по терен, има По терен, така. факултетот во Штип, има оддел за етнологија. Тоа значи дека сме неисцрпни со Неисцрпни, толку голем да, фолклор и да. убави наши македонски народни песни. Сега да се најдат правите луѓе кои ќе сакаат да го остават тој и да го пренесат, односно бабите и дедовците. Барем тие што се останат и по селата живи и здрави и по планините. Потоа го совладуваме текстот, мелодијата и така натаму и тоа Најчесто мора учиме да се... од снимки, па потоа се мелографира. Еве што е поново на пример да кажеме? Што сте досега кое што го имаме во танец последнава година да кажем? Што е поново? Поново, по тие старите кореографии, тоа се игри и се презентираат ден денеска. Има нови игри кои нашите играорци од играорниот Така. кор ги поставуваат како кореографија. Сега последниот концерт имаше една нова кореографија од Јовица Блажевски во соработка со еден наш инструменталист, односно со кавалџијата Сашко Митев, беше презентирана на последниот великденски концерт и така се поставуваат нови игри за Сашко исто ни беше дел од утринската програма. и тоа, Јовица ќе го поканиме со оглед на тоа дека и него го познавам. Си го поздравувам Со оглед на тоа ансамблот, дека си има уште малку сме на играорна работа. група во општина Егоновце. Но добро, ајде сега малку за тебе и за да ги искористиме овие минути, затоа што со музичарите помалку зборување, повеќе музика. Ке слушнеме преубава музичка номера, меѓутоа околу еве твојата музичка кариера. Ајде, да се пофалиме. Мојата музичка кариера, до сега неколку пати сме спомнале, можам да се пофалам дека ете групата академци има допринос, голем дел од доприносот за мојата музичка кариера, многу научив од нив. Со оглед на тоа дека колку години се академци се па ако 30 и зборуваме. кусур години, при крајот на 80-тите, почетокот на Така е. 90-тите години. Јас сум 9-та година со нив. Професионалци сите, така. Да, тоа се едни од најдобрите музичари кои ги има нашата држава и едни од најдобрите композитори. Да речеме, поголемиот дел од песните кои академци ги имаат снимано, со кои излагале по фестивали, со кои имаат и неколку албуми, се тоа на членовите на академци. На академци, Дали така. е Сашо Ливрински, Даме Коларовски, Орце Лазаров или Дејан Миленковски. Тоа се нивни плод. Се тоа нивни музики, нивни аранжмани, нивни текстови или со помош од текстописци. Так. Ети јас имам 2 текста придонес во групата. 2-2? 2-2, добре. Колку се доста Имам се. јас многу текстови, само Се не сум толку шегувам. само бенди, сам пишувам, па фрлам, не треба да го правам тоа, но ете. Исто така ново, како што рече да се пофалам, имам Па неколку... тука сме, затоа сме утрово тука, Да, нели? неколку нови композиции, тоа ми е настрана од академци. Да. Лани настапив на Прилеп фест. Самостојно си настапуваме Да. на фестивалите. Да, мислам дека таа композиција ќе ја слушнеме утрово. Да. Настапив на Охридскиот фестивал минатата година, кон крајот на август, песната доби втора награда од стручното жири. Одлично. Многу интересна. Оваа година исто така имам Роса фест е позади мене. Следува Валандово, ќе учествувам на Валандово, тоа е за секој
Со кого соработуваме кога се во прашање? Ве кажавме дека твоите текстови ги фрлаш. Немам за овие номери. Меѓутоа, од кого ги земаме? Композицијава која ќе ја слушнеме сега, песната е на еден мој колега, исто така музичар и пеач, Борче Димитров, а музиката и аранжманот се на Дарко Илиевски. Со Дарко Илиевски ми се скоро сите песни. Дали е како музика и аранжман или дали е само едни со други, како аранжман. како... Другар ми е од средношколските денови. Колега ми е во ансамблот танец. Едноставно ми се допаѓа неговиот стил. За кого и да пишувал, не мора да е само за мене, нели има и за пишувани за други пејачи, ми се допаѓа неговиот стил. Јас се пронаоѓам. Така е. И јас се сметам... За да произлезе резултатот онака како што и сигурно си го замислувал. Да, се сметам за некој измеѓу пејач, не сум класичен. Ние мораме тука да завршиме. Мислам дека убав утрински разговор си истеравме и Искра си ја поздравивме, да. Она што ќе го слушнеме, само да кажеме, ова е песна музичка номера од Прилепа, Фест 2023-та, многу убав наслов. Јас мислам дека прв пат се почнав и на Кумановски да зборам. Нема проблем, можам и јас на Тетовски, ќе се најдеме тука некаде на средина во Скопје. Мислам дека прв пат оди во етер, така да се надам дека добро ќе помине песната. Насловот беше вечно Сакам вечно да те љубам. Сакам вечно да те љубам, преубав текст, можам да замислам, сега ќе го слушнеме, ќе уживаме во оваа музичка номера и повторно ќе ни дојдеш со новата. Секако. Благодарам. Ви благодарам убав на ден и убав поканата. утро. Исто и вам. Tažni, koji spijat zad nasmevki lažni. Prosti mi, od tebe se čuvam, a te sonuvam. Sakam večno da te ljubam, srce da ti podaram, koliko i da voli. Za mene nema druga, prva si i posledna, vo pesni de moji. Daj noćva jedan bakneš, neka traje vekovi i da nema kraj. Po tvoj te oči gledam, buket sini cvetovi mi treba znaj. Treba da sum po tebe žeden, zato i se kam da zaboraviš. Od tebe ja zbaram, pred tebe bev studen ko kamen, a na samo ja zgore vo plamen. Prosti mi, od tebe se čuvam, a te sonuvam. Večno da te ljubam, srce da ti podaram, koliko i da voli. Za mene nema druga, prva si i posledna, vo pesni de moji. Daj noćva jedan bakneš, neka traje vekovi i da nema kraj. Po tvoj te oči gledam, buket sini cvetovi mi treba znaj. Da te ljubam, srce da ti podaram, koliko i da voli. Za mene nema druga, prva si i posledna, vo pesni de moji. Daj noćva jedan bakneš, neka traje vekovi i da nema kraj. Po tvoj te oči gledam, buket
sini cvetovi mi treba znaj. И завршуваме со моменти за успешните познатиот ланец на самопослуги Тинекс. Ова година одбележува 30 години јубилеј. По тој повод отвори нов маркет во Илинден. Ирина Спировска го посети. Мене ми станува само уште да ви се заблагодарам на сите кои што учествувавте во оваа емисија, кои што бевте дел од нашата утринска, и да ви посакам убав ден. Водичкиот малопродажен ланец на супермаркети во нашата земја, Тинекс, веќе 30 години на своите потрошувачи настојува да им ги понуди најдобрите производи и услуги со врвен квалитет и одлични цени. А својата разгранета мрежа, која вклучува над 40 супермаркети во 11 градови низ Македонија, ја прошири со нов Тинекс маркет, кој што овој викенд беше пуштен во употреба во скопската населба Илинден во општината Илинден. На полиците на Тинекс маркетите секојдневно може да се најде широк асортиман на повеќе од 20.000 производи од различни категории, меѓу кои се вбројуваат производите од сопствениот бренд Екстра, како и странски увозни брендови на производи и деликатеси, достапни единствено во Тинекс маркетите. Почитувани, денес со гордост ги отворивме вратите на нашиот нов Тинекс маркет во населбата Илинден на улица 2, број 1. Нашиот нов маркет ви нуди се што ви е потребно на едно место со асортиман од над 5000 производи. Свежо овошје и зеленчук, квалитетно свежо месо и преработки од месо, широк асортиман на сувоместнати и млечни деликатеси, свежи и крчкави бели пецива од мојата пекара и козметички производи. Со ова отварање, Тинекс обезбеди 18 нови работни места. Маркетот е со продажна површина од 565 метри квадратни и со 3 наплатни каси. Ние ги разбираме потребите на потрошувачите и ја цениме нивната доверба. Затоа ги нудиме производите од највисок квалитет и се трудиме да го направиме пазарењето удобно и пријатно. По повод 30 години постоење на Тинекс, Тинекс заедно со партнерите организираат наградна игра од 23 април до 31 јануари 2025 година. Доделуваме многу вредни награди и секој месец доделуваме Jeep Avenger. Повеќе информации за наградната игра можете да знаете на нашата веб страна и на социјалните медиуми. Ви благодарам.